Благодарам, почитуван председател на Собранието, пратеници, премиере и министри. Имам едно прашање за председателот на владата. Премиере, кога баравте власт и кога граѓаните ги молевте да ви дадат доверба, ветувавте се и сешто. Ветувавте повисок животен стандард, економско заживување, ниска инфлација, раст на платите, надрастот на цените, повеќе странски инвестиции, помал буџетски дефицит, умерено задолжување, поддршка на земјоделците, иднина за младите, правда, реформи и европски напредок. И во вашата програма 1.9.8 и во вашето експозе, тука која формиравте владата, едноставно ветувавте мед и млеко. И сега помина половина од мандатот, 2 години. А денес вистината е сурова. Ниту едно од овие ветувања не испорачавте. Граѓаните не добија подобар живот, не добија повисок стандард, не добија функционални институции, не добија правда и не добија европски иднина. Што добија? Поскап живот, празни паричници, празни фрижидери, презадолжена држава, партизирани институции, тендери, лаги и изолација. Ни 10% од ветеното во програмата нема исполнето. Само лаги, изолација и партиски тендери. Очигледно тоа бил бројот 1.1.9.8 и ништо друго. Ветивте поголем животен стандард. Животниот стандард е намален. Сиромаштијата е зголемена. На едно 4-члено семејство му се потребни најмалку 70.000 денари за да го протурка месецот, и тоа за најосновните работи. Кога таа потрошувачка кошничка малку ги се прошири, онака како што реално е, потребни се меѓу 80 и 90.000 денари. Ова не го исполнивте. Видивте поголеми плати, а македонските работници сега имаат најниски плати во Европа. 3 минимални плати едва ги покриваат основните трошоци за живот. И ова не го исполнивте. Нема 600 евра минимална плата. Не само што нема, не сакате да слушнете, да дискутирате за тоа. Ветивте инфлација од 2,5%, а таа е сега 4,8%, речи си двојно повисока од вашето ветување и од европскиот просек. Буџетот е пред колапс. Нема пари за ништо. Ветивте намален дефицит, а целокупниот годинешен буџетски дефицит веќе е потрошен. И сега дополнително најавувате зголемување на дефицитот за нови 100 милиони евра. Има инфлација од 4,8%, нема намалување на расходите, нема намалување на трошоците за луксуз во владата. Ветивте одржлив јавен долг. А што е вистината? За 2 години ја заглавивте државата со нов дополнителен долг од 2,5 милиарди евра. Јавниот долг сега изнесува близу 11 милиарди евра. И тоа ветување не го исполните. Ке кажете, враќавме стари долгови. Па ако сте враќале стари долгови, тогаш долгот најмалку треба да е ист, а не поголем. Нов долг од 2,5 милиарди евра, а нема пари за плати за работниците, нема пари за мерки за граѓаните и нема пари за земјоделците. Па се постава прашањето каде завршија милиардите од задолжувањето. Ветивте зголемени странски инвестиции. А имаме историски пат на странските инвестиции. 2/3, 60% се намалени. Уште едно неисполнето ветување. Ветивте во вашата програма зелена карта за побрз поврат на ДДВ. А државата должи близу 300 милиони евра на компаниите по основа на поврат на ДДВ. Нивната ликвидност е доведена во прашање. Ветивте поддршка за земјоделците. Гарантиран откуп, гарантирани соодветни откупни цени, 180 милиони евра поддршка и користење на фондовите. Што се случи? Не само што нема дополнителни пари, субвенциите се намалени за 40 милиони евра. Тие истовремено доцнат. Земјоделците нема каде да го пласираат својот производ. Откупувачите ги манипулираат, а владата по тоа прашање
молчи. Откупот кај малите земјоделци е падна за 46,2%. Скратени се парите од ИПАРД, целата јавност знае зошто е тоа така. Редивте иднина за младите. 70.000 нови работни места, намалување на иселувањето, а сега најавувате замена на нашите млади иселени со млади од други, од трети земји. Подобар стандард, подршка во образованието, домување и предприемаштво. Ама буквално ништо нема за младите во земјата. Секој трети човек планира да ја напушти државата. Не затоа што не ја сака Македонија, туку затоа што не гледа можност тука да живее и да напредува. Ретивте правда, одговорност, борба против непотизам, расчистување со судирни интереси и искоренување на корупцијата. Што добија граѓаните? Партизација и непотизам во буквално сите институции. Судство и обвинителство под директна политичка контрола. Давате и делите насоки од собраниската говорница. Нема правда, нема буквално никакви реформи. Ветивте европски напредок. Максимални напори за Европа, реформи, целосно усогласување со европското законодавство. А денес европскиот пат е заглавен. Реформи нема. Го бркате да го фатите грејс периодот од година дена, кој што го даде дополнително Европа. Земјата ја трукате во изолација. Ова е резултатот од вашата власт, премиера. Една голема нула. Нула за реформи, за зголемување на платите, за мерки за младите, за подршка на земјоделците, нула за европскиот пат. И сега моето прашање е просто, едноставно, кој е крив за овие неисполнети ветувања? Кој е крив, премиере, за овие 2 изгубени години? Пола мандат помина, ќе излезете ли и ќе кажете пред граѓаните отворено и искрено дека потврливте и дека ништо од овие ветувања не исполнивте. И ве молам, не барајте повторно виновник. Немојте да сум виновник. Јас или Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Благодарам.